Апанажа за градоначалниците се крчка во Министерството за труд и социјала. Барањето на градоначалниците доставено до владата било прифатено. Сега е наред Министерството за труд и социјала да изготви соодветен предлог за изменување и дополнување на прописите со кои ќе им се овозможи оваа привилегии на градоначалниците. Според нашите информации, градоначалниците побарале да им се гарантира правото на апанажа во трајање од 1 година по завршување на мандатот. Парите би се обезбедувале од буџетот на општината, а теркот е истиот како оној за избраните и именувани функционери. Од Министерството за локална самоуправа ни ги потврди овие информации, со објаснување дека предлогот на градоначалниците е прифатен од Министерството за труд и социјала на состанокот на управниот одбор на ЗЕЛ со представниците од владата, што се одржал пред 10 дена, но од труд и социјала поради отсуството на пиарот и на министерот од државава не успеавме да добиеме одговор до каде е постапката за овие измени. Моје лично видување и мислење е дека не треба градоначалниците со апанажа да го оптеретуваат буџетот на општините во колку не бидат реизбрани за втор мандат. Апанажата на градоначалниците предизвика лавина критики од граѓаните. Градоначалникот е сигурно работоспособен да си ја оствари платата като секој друг што може. Си мислат кој од каде да зима и да тера. Барањето за апанажа на градоначалниците доаѓа во пресрет на одбележувањето на 5 годишнината од стартот на децентрализацијата. Во Македонија 8 општини се уште заглавени во првата фаза, 5 поради блокирани сметки, а 3 поради немање административни капацитети.